Точниот број на деца со аутизам во нашата земја не се знае. Ама затоа пак на една дланка се бројат родителите кои што гласно зборуваат за проблемите и предизвиците кои што ги имаат со своите деца. Деца со аутизам или аутистичен спектар. Добар ден и добродојдовте во подкастот Заедно за спектар на можности. Јас сум Ана Зафирова, а денеска со мене во студиото се Ана Марија Циглењак Симоновски, мајка на Филип, и Веста Стојановска од Сдруженијето за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и развојни нарушувања во мојот свет. Здраво. Здраво, здраво. Денеска во нашиот разговор ќе се движиме малку по едни несигурни теми. Велам несигурни затоа што нашиве теми кои што ќе ги отвориме ќе треба да ги охрабрат родителите на децата со аутизам и аутистичен спектар, отворено да зборуваат за се оно со што се соочуваат, а воедно и на тој начин да си пронајдат решение или пат до решението во нашата земја. Токму затоа би сакала во разговор да влеземе на овие теми со еден опис на Филип, кој што фактички не обединува околу оваа тема. Кој е Филип, како е роден, како растеше? Филип е едно прекрасно момче, сега на 11 годишна возраст. Уметник, нели сега познат уметник. Порано беше малиот Пикасо, сега е малиот Моне, затоа што оди во таа насока. Филип е дете во аутистичниот спектар, кој што имаше многу исклучително тежок почеток. Меѓутоа, со заеднички сили од нас како родители и од стручните служби се движиме во една позитивна насока. Филип е роден од планирана бременост, од една добра, значи низ целиот процес бременоста беше во ред и по самиот пород беше во ред. Развитокот во првите месеци од животот беше очекуван, односно согласно очекувањата кога станува збор за типичен раст и развој на едно дете. Нели сега плюс минус некои отстапувања според индивидуалните карактеристики на детето, меѓутоа подоцнежно околу можам да кажам година и 2-3 месеци, веќе почнавме да забележуваме дека тој отстапува од развојот, односно дека стагнира, дури и во некои наврати се бележимо назадување. А кој го забележа прв тоа задоцнување? Вие? Да, јас лично како мајка забележав дека нешто не е во ред и сметам дека е многу добро и многу добро во смисла на рана интервенција, што понатака би се овозможила доколку рано се согледаат одредени отстапувања и рано родителот собере сила и храброст да си признае дека нешто не е во ред со неговото малечко. Овдека, Весна, ќе се надоврзам веднаш со тебе, затоа што аутистичниот спектар има малце поширок диапазон на препознавање на некој начин. Симптоми, да. И симптоми. Во овој случај со Филип тоа се случило на 1 година и нешто, меѓутоа до 3 години постои можност тие симптоми на некој начин да варираат и да не бидат препознаени. Што вели вашето искуство? Стручната фелат го тврди тоа, меѓутоа од она што ние го гледаме во нашите центри, пошто веќе 9 години Скопскиот центар бареме сервис за овие дечиња со аутистичен спектар, сметам дека многу рано треба да се почне. Значи, колку е порано, еве во моментов знам дека во нашите центри веќе доаѓаат деца од година и пол, што порано не беше случај. Обично се чекаат тие 3 години да се види како ќе тера тој развој, меѓутоа сега одговорно тврдам дека границата е померена. Оно што го рече Ана Марија, значи што побрзо се диагностицира, тогаш ќе биде многу подобро. Што порано почнеме со рани интервенции и третмани, многу се поголеми шансите за успех. И сега од кога веќе вие беше потврдено дека Филип е дете со аутистичен спектар по забележувањето, како го прифативте тоа? Од моментот кога ние утврдивме дека нешто отстапува од очекуваниот негов развој, тоа беше моментот кога година и 6 месеци првпат го седнавме пред дефектолог, пред стручно лице, за да неофицијално утврдиме дали тогаш по наше време тогаш беше поинаку отколку што е сега. Денеска се работите малку нели во позитивна насока, како што каже и Весна, изместени кон во насока на раната интервенција. Меѓутоа тоа беше година
и 6 месеци ние кога прв пат го седнавме пред дефектолог како стручно лице за да неофицијално добиеме одредена информација во која насока се развива развојот, а дури подоцна на 3 години он беше официјално дијагностициран, доби дијагнозата во Заводот за ментално здравје на деца и младенци кај Зимпа. И си го прифативте веднаш, едноставно, сега си имаме на хартија кој е Филип и кои се неговите можности, или како одеше тој процес на прифаќање? Од моментот, самото поставување на дијагнозата кај нас, од моментот на утврдување дека нешто отстапува, до моментот на поставување на дијагнозата, всушност беше еден од најмачните периоди. Зошто? Затоа што во тој период, за да се добие одредена стручна поддршка, што не треба да биде финансиски подкрепена од нас, детето мора да има дијагноза. Во ситуација на финансиска неможност тоа да се регулира на поинаков начин, потребна е соодветна дијагноза за да се пристапи кон работа со стручен тим, детето да работи со стручен тим во рамките на јавните здравствени установи кои што постојат на територија на град Скопје. Баш тој момент на утврдување, за да ја самата како мајка кажам дека чекајте луѓе, нешто не е во ред, е многу поразително прво за мене како родител, затоа што одма навираат едно мноштво на мисли во насока на зошто мене, каде сгрешив, што ќе правам сега, каде сега треба да се обратам, каков ќе биде начинот на живот. Нормално е да се сравува од иднината која што не е баш таква и нема да биде баш таква каква што сме си ја замислувале. Кој поедноставно го прифати тоа, вие или вашиот сопруг, или вашите семејства, пријатели, роднини? И во нашиот случај, а верувам и во многу други случаи, и со однос на искуството што го имам во разговор со други родители, многу е тешко влијанието на околината, доколку оди од обратен аспект, во смисла на непризнавање на состојбата и неприфаќање на состојбата. Па така дури родителот, мајката, таткото, независно да се посумнува дека нешто не е во ред, може да се случи тука да дојде некој од ова публиско семејство или од пријателите па да каже дека тоа е изолиран случај на одредено однесување, да се поистоветува со некои туѓи примери од соседството или роднински примери, кога некој дете исто така отстапувало, пак го успеало да го стаса на ниво на развој што се очекува. И тука се губи многу време, доколку родителот сам не си верува на себе и на својата проценка. И некако тие 3 години до првата јавно експонирање на Филип, на неговите 5 и нешто. Значи има 2 години интензивна работа и пронаоѓање на неговите потенцијали. Што се Филип може, а што не може. Како лутавте? Или дали воопшто во суштина лутавте или на некој начин заедно бевте впуштени во тоа море на можности, па и да видиме кои ни се силните страни, кои ни се слабите страни? Во однос на тоа, како на Филип ме прашувате во однос на тоа како сме ставиле фокус на неговите можности, како сме ги препознали истите? Да. Искрено се радувам што сме имале таа исклучителна можност да имаме неверојатна поддршка уште од самиот старт од невладиниот сектор, од Весна, која што ни ја дала таа можност да во соработка со стручен тим го извлечеме максимумот од Филип. Таа можност што мене ми е дадена како родител, да јас уште од раните почитоци можам да посетувам, тоа исклучително е важно и треба да се напомене. Всушност мислам дека тоа и највеќе под наводници ми ги отвори очите што всушност ми се случува. Една повеќе беа обуки во кои што има можност и родители да учествуваат и да научат што е аутизмот, што е спектарот, кои се симптомите и на кој начин може да се работи со овие деца. И сето тоа знаење што се акумулираше со текот на времето и целата таа успешна соработка, буквално симбиоза помеѓу една страна стручниот кадар и од друга страна родителот, ни помогна да го извлечеме максимумот од детето. И тоа траеше подолго време.
Ама сами интуитивно се движевте или се движевте по насоки на стручните лица кои што? Стручните лица се тие кои што ни ги даваат соодветните насоки и тоа мора да биде така. Јас ја ценам нивната работа и го ценам нивниот труд, меѓутоа лично сметам дека ништо не може да се постигне ако родителите го остават детето 45 минути на дефектолог и логопед и очекуваат дека ќе се случи чудо. Мора да се работи во домашни услови. Значи, тоа е максимално залагање од двете страни. Кога ние како родители, конкретно ние, сме ги добиле потребните насоки од стручните тимови. Дефектолог, логопед и психолог сме работели, сме продолжувале да работиме дома, заедно, како партнери. Значи, зборуваме за ситуација, и успехот е евидентен. Зборуваме конкретно за ситуација кога еден стои позади детето и му ја насочува раката, додека на другиот, например, побарува нешто. А едниот од другата страна му ја насочува раката на детето се со цел тоа да се извежба, за да се слуша одредена наредба. И сега, на некој начин, таа взаемна соработка го прави Филип ова што е денеска. Гласноговорник на децата со аутизам во Македонија. Освестено дете, кое што ги праќа можеби најмокните пораки кои што може да се слушаат и во име на децата, меѓутоа и во име на децата кои што имаат вакво развојно нарушување. А немаат можност, јас ке се уфрлам, а немаат можност вербално тоа да го искажат. Како го чувствувате Филип сега? Сега како го чувствувам, како едно прекрасно момче кое што е на прагот на пубертетот и не носи нови предизвици. А и самиот се соочува со нови предизвици. А како го соочувавте, како го доживувавте Филип пред да му ги откриете потенцијалите? Како го доживувам Филип? Филип е мојата среќа, Филип е мојата радост. Филип е моето дете. И многу убаво е да се ќе оваа прилика, повторно ќе го напоменам тоа, дека аутизмот не е грешка. Тоа дете се раѓа од љубов помеѓу двајца родители. И го доживувам како мој лек. Го доживувам, знаете, тоа е, најискрено ќе зборувам, едно нешто што истовремено ти е и најголема болка и најголем лек. Тоа е Филип. Филип е едно прекрасно момче, јас во чии што потенцијали јас искрено верувам дека со соодветна поддршка и со препознавање на неговите функционални можности, можеби во иднина би можел да постигне многу. Кога се охрабрите гласно да зборувате за Филип и за неговите можности? Вие сте едни од ретките родители кои што ги именувам како пионери на оваа тема. Од самиот почеток ние сме говореле гласно за ситуацијата во која што се наоѓаме, затоа што од секогаш сум верувала и се уште верувам и стојам на тој став, дека ако отворено разговараме за одредени теми како што е аутизмот и аутистичниот спектар, положбата на овие деца, лица во нашето општество и како предизвиците со кои што тие се соочуваат, ако отворено зборуваме на таа тема, мислам дека можеме многу да постигнеме, затоа што подигнувањето на јавната свест е од круцијално значење во насока на едно општествено прифаќање и во насока на искористување на нивните максимални можности. Дали сите родители со кои што вие се сретнувате во мојот свет ја имаат оваа свесност, дека можеби тие се амбасадори на некој начин на своите деца? За жал не. Можам да кажам дека се многу ретки родителите кои што од самиот почеток ја признаваат оваа работа. Многу мина се обидуваат сето тоа, голем дел и го прикриваат, за жал. Тоа е веќе трагедија, затоа што колку првенствено родителот се свести, толку резултатите кај неговото дете ќе бидат ефективни. Мислам дека во поново време може да се каже дека до некаде се разбуди таа свест околу темата аутизам, затоа што ние кога почнувавме пред 14 години, тврдам дека беше табу тема, не смеше ни да се зборува за таа тема. Меѓутоа, за да постигнеме резултати кај овие дечиња, треба првенствено ние како општество да ја прифатиме оваа состојба, која што за жал веќе станува многу зачестена. Бројот на деца со аутистичен спектар рапидно расте, причината уште не се кажува. И мислам дека за да се постигне успех кај овие дечиња пред се е битна социјализацијата. А социјализацијата доаѓа со прифаќање на оваа состојба. Значи,
секој човек кој што има типичен развој, секое дете кое што е со типичен развој, треба да научи што значи состојба, треба да значи што значи атипичен развој и да го прифати сето тоа. Уште сме далеко, Македонија е уште далеко од таа работа. Се надевам дека на овој начин, преку медиуми, преку разни настани, сето тоа ќе допре до свеста на македонскиот народ. Ана Марија, од кога си решивте дека јавно ќе зборувате, ќе му бидете поддршка на своето дете, Секогаш. потоа се решавате и на второ дете. Како падна таа одлука? Со какви стравови се соочувавте? Дали второто дете ќе има... Имаше стравови. Да, имаше стравови. Одлука. Од секогаш сум сакала јас многодетно семејство. Имаме и второ дете, Марија, која што сега има 5 години. Желбата да се има не беше воопшто доведена во прашање, меѓутоа стравот понатака како тоа дете ќе се развива и дали ќе биде исто, делот аутистичниот спектар беше релативно голем. До толку што морам да признам дека навистина влијаеше и врз начинот на кој што ние го гледаме девојчето уште од најмала возраст, дури и во момент да препознаваме некои под наводници симптоми и знаци кои што можеби реално не постојат. Тоа беше исклучително голем товар за нас како родители, затоа што стравот си го направи своето. Меѓутоа, Марија е дете со типичен развој и добро напредува сега за сега. Марија постои затоа што сакавте да има Филип сестра или брат? Или сакавте да имате типично дете? Марија постои затоа што сакавме да имаме многодетно семејство, без никакви очекувања од неза, иако и самиот живот и општествени околности, традиционални околности налагаат, нели, детето кој што ќе има типичен развој да се грижи и во иднина за детето што нема типичен развој, односно кој што се соочува со нека одредена попреченост. Лично како родител би сакала да се заложи за добробит на Филип, меѓутоа не би сакала од друга страна да иставам товар дека таа е родена со намера да треба да згрижи одреден член од семејството. Таа утре ќе порасне, се надевам, во една прекрасна девојка која што ќе има свој живот, се додека ние сме тука, а тоа е едно од најгорливите прашања на родителите на деца со попреченост, општо не само од аутистичниот спектар, што после нашата смрт. Тоа се дилеми кои што системски треба да бидат одговорени. За сега не постои решение. Првенствено системски, зашто само така се решаваат тие проблеми. Друг начин нема. Постои, во смисла постои. Значи, има некои николци низ процесот на деинституционализација што се случува во нашата држава, да се воспостави услуга на живење со поддршка, односно мали групни домови во кои што во иднина и возрастните лица со попреченост, кои што не можат од X причини, нели, да бидат згрижени од сопственото семејство, да може да има достоинствен живот. Ќе го вратам разговорот на Марија. Колку е Марија свесна дека каков е Филип? Како игра Марија со Филип, како игра со своите другари? Како го представува Марија Филип пред своите другари? Марија е релативно мала, има се уште 5 години и не верувам дека во целост е она свесна која е состојбата на Филип, кои се неговите, можеби ги согледува неговите попречености во смисла на отсуство од функционалност, меѓутоа ги согледува и неговите можности и сака да биде како него. Тоа е сигурно не сака да биде уметник исто како него. Па веќе почнавме да вадиме две платна кога ќе сликаме едно за неја и едно за Филип. Не знам дали во оваа фаза од развој таа се уште е свесна, како што кажав, каква е состојбата со Филип, меѓутоа има некои никулци на желбата таа да го одбрани во одредени ситуации и да застане позади него и за да му биде поддршка. И веројатно тој однос брат сестра прилично се заложувате во тој семен контекст да биде единствен. Мора да биде така. Мора. Не мора, меѓутоа во нашите глави, во нашата перцепција на концептот семејство, треба да биде една нишка, еден четириаголник, каде што сите се поддржуваме еден со друг. Вклучувајќи ги децата меѓусебно. Се разбира. И сега, но растењето на аутистично дете и растењето на дете со типичен развој бараат
поинакви вложувања од родителите. Вистински предизвик. Растењето на дете со аутистичен спектар е вистински предизвик. Од самиот момент на поставувањето на диагнозата или од моментот, како што кажавме, на воочување на првите отстапувања од очекуваниот развој, па во процесот на предучилишното воспитување, во процесот на во образовниот процес, па и понатака, тоа е навистина огромен предизвик. И од аспект на семејството. Значи, целата функционалност на семејството се менува, без разлика дали ние сакаме или не. А од аспект на препреките со кои што ќе се соочиме во општествената сфера, во образовната сфера, а ги има, иако се работи на моментот на подигнување на јавната свест, сепак се тука и сепак се присутни. Тоа се оние мали трнчиња што ќе газиме ние постојано на нашиот животен пат, кои што знаат многу да заболат понекогаш, со кои што треба огромна сила и психичка стабилност да се носиме со истите, да најдеме начин да можеме да ги преживееме, прво да ги воочиме како такви дека постојат, па да најдеме да си изнајдеме начин како преку истите да поминеме и истите да ни останат понатака во минатото. А неретко си го слушате комплиментот Ана Марија, колку си ти силна. А ти во суштина се распаѓаш на најмалечки ситни парченца кои што не можат ни да се спојат. Има моменти кога навистина се чувствувам така. Затоа што таа сила што од надвор се гледа, значи многу солзи позади вратата, значи многу прашања, сумнежи, дали го правам вистинското, дали одам во добра насока, што можам да направам подобро, измачување понекогаш. Затоа реков, Филип е мојата најголема болка, нешто што истовремено е мојата најголема болка и мојот најголем лек. Навистина тоа е еден, како да растеш 4 деца одеднаш. Навистина е тоа голем предизвик, затоа што надворот целата таа сила што ние како индивидуа можеме, како родител зборувам сега, како родители на деца со попреченост да ја покажеме, позади нас, длабоко во нас се уште стои една мајка, еден татко, еден родител, кој што го боли одредена ситуација, кој што се уште се прашува, можеби, како можам да направам подобро, што погрешив и во која насока во иднина да се движам. А никој не го става фокусот на самиот родител. А тоа е исклучително важно. Затоа што родителот на вистина извинјана, затоа што родителот на вистина психички се троши во целиот тој процес. Едно од најкруцијалните прашања што за кој што многу ретко се зборува е психолошката поддршка на родителот. Токму тоа беше и насоката на разговорот, затоа што покрај предизвиците со детето, здравствените предизвици пред родителите се огромни, затоа што тие се изморедно потрошени на целиот овој пат до одредена возраст кога ќе ги искусиш ти потенцијалите или веќе ќе видиш дека тоа дете твое е функционално во некаков систем. Се трошиме, навистина се трошиме. Како велат лекарите, како вели медицинската фела, зачувајте се самите себе, елиминирајте го стресот. Ние сме постојано во стрес. Секоја одредена ситуација, а реално со секојдневие може нас да ни предизвика стрес. Самото однесување на детето може да се рефлектира индивидуално врз останатите членови од семејството, а значи тоа не е состојба, ето тука тргнува тоа што го кажам, аутизмот не е состојба на детето, аутизмот е состојба на целото семејство. Неговото однесување се рефлектира и врз сите нас, затоа што буквално еве како што кажав, ние се трошиме и нашата психичка состојба е нешто на кое што на вистина треба да обрнеме внимание за да таа функционалност се одржи и на тој начин му се помогне на детето да го достигне својот максимум. Како се полните во такви ситуации? Што може да споминавме дека Филип е и болка и лек, ама знаат некои ситуации да бидат исклучително тешки и да не кажам дека се тоа тектонски поместувања на тлото на семејството. И се. Особено ако немаш кој да ти го причува детето, кој да имаш разбирање, да ти биде поддршка. Јас, што се однесува до Филип, сум се научила да
да ги гледам нештата во животот многу поинаку, во смисла. Филип ме научил, Филип ми е најголемиот животен учител. Филип мене ме научил да се радувам на малите нешта. А кога може човек да се радува на малите нешта, се што е за другите минорно, за другите беззначајно, а во тоа што ние наоѓаме радост, може да биде истовремено и начин на одишка. Одишка, затоа што јас, например, ке се израдувам ако тој успее самостојно да се облече или некоја активност да ја заврши самостојно. Нешто што за другите е по дефолт стекнато, или на кое што не им се придава значење, без разлика на која ситна мала животна активност. А јас во тоа гледам исклучителна среќа. И тие мали победи што не пратат низ целиот период, 2 чекори назад, 3 напред, па 3 чекори назад, 2 напред, самите тие моменти ни даваат една вирба, една надеж дека окей, можеби ќе биде добро, и се фаќаме за тие и се држиме цврсто за нив, мислејќи дека, верувајќи дека ќе го излечеме максималниот потенцијал што тоа дете го има. Колку центрите, како што е во мојот свет, се форма на поддршка и на таква родителска грижа кон себе на некој начин, оддишка која што може да си ја дадете од секојдневието, која што е бурно. Неопходна е тој тип на не институционална поддршка, меѓутоа во смисла на поддршка што може да се даде од надворешен фактор, е од многу важно, од многу големо значење. Зошто? Затоа што еве, например, во услови кога би постоел центар за дневен престој на лица со попреченост. Зборувам наназад, да се вратам. Јас, например, Филип, не сум имала каде да го оставам, да ми биде чуван, да ми биде згрижен. Поради тоа сум морала јас да ја напуштам работата и да останам дома. Што по автоматизам се доведуваме во ситуација еден родител да е финансиски продуктивен, а другиот да биде 24/7 аутизам. Можете да замислите кој е тој психички товар врз родителот, тој што седи дома. А од друга страна и врз другиот, кој што се обидува да биде работно продуктивен, а доаѓа дома и од дома го чека измачена мајка и му вика: повели, јас морам да се одморам малку. Кога би имало дневен центар во буквална смисла на зборот, зборувам за центар кој што би имал соодветно работно време, кој што кореспондира со работното време на родителот, во кое што родителот ќе може да го остави, да појде на работа, да биде работно продуктивен, да се врати и да го земе, без сомнеш дека во тој период, на периодот на згрижување во центарот, детето ќе биде заштитено, згрижено, ќе му бидат подмирени, ќе му бидат овозможени основните негови потребни. Тоа е всушност поддршката. Воспоставувањето на таквите центри, не само центри, услуги на советување, на поддршка на родителите, тоа е тоа што е навистина од голема поддршка. Затоа... Тука можам да кажам, јас, извини, Ане, грижа на совест имам за тоа што до сега во Македонија таква поддршка на родителите се уште не им е прушена. Еве, и во мојот свет не го дава тоа. Затоа што со години уназад размислуваме околу отварање на таков центар кој што исклучиво би ги поддржувал родителите. Значи, сега зборувам за секаков тип на услуга. Никако дадовме премногу голем акцент и можностите се тие, искрено да кажам. Меѓутоа, постојано ни се поставува прашањето што со нас родителите, кој нас да не советува, кој нас да не подучи. Тоа е многу потребно, го немаме уште. А треба да се почне беше со таа работа. Треба да се почне, извини, Ана. Може би има, се проникнуваат некои николци на тоа советување, на таа поддршка, меѓутоа во индивидуални, краткотрајни термини. Она што Весна го кажува како нешто што е неопходно е центар за поддршка на родители на деца со попреченост, каде што ќе добија соодветна поддршка од психолошки аспект, каде што ќе добија советување и упатување како може да ги оствари и правата на детето, и своите права. Правна поддршка. Правна поддршка, институционална поддршка низ системот на
на социјалната заштита и слично. Тоа е она што е потребно. Особено што тој родител си имал предходен идентитет некаков, Така е. имал професија, имал социјален круг кој што во моментот страда во наводници токму за тоа што семејството е со аутизам. Точно тоа. Така е. Да. Весна, пионери сте и вие на некој начин. На прагот сме, ќе кажам така, на отворање на првиот центар за адолесценти кои што се со аутистичен спектар и развојни нарушувања. И тој центар во суштина ќе биде едно скалило или неколку скалила, да кажам, нескромно повисоко ќе ги досегне правата на лицата со аутизам, меѓутоа и на Може родителските права кои што ги имаат семејства. Може така да се каже, затоа што многу е добро затоа што тој фактички производ, ќе бидам груба, значи отворањето на тој центар ни предстои, а на некој начин е дел од овој процес кој што го работеше фондацијата доктор Верица Механџиска. Тоа сега сакам да го кажам, да. Оваа година и во врска на отварањето на тој центар, јас веќе неколку пати имам спомнато и кај вас беше кажано, тоа е еден објект кој што требаше многу да се реновира, меѓутоа соодветен точно за овој центар кој што е планиран, така да поддршката од страна на фондацијата Верица Механџиски и Зегин значат многу. Повторно им се заблагодарувам, без нив не би го реализирале се тоа. Еве предстои една голема конференција која сметам дека ќе биде од многу големо значење исто во организација на Зегин и на фондацијата, која ќе биде од големо значење не само за стручната фела во Македонија, ќе биде и за родителите, затоа што има ден и наменет за родителите, каде што сметам дека фондацијата Верица Механџиски направи еден голем чекор оваа година, што целата таа кампања ја посвети точно на аутистичниот спектар. Благодарение на нив ќе постигнеме многу. И мислам дека ќе се разбуди свеста и ќе дојде на некоја многу повисоко ниво него што беше до сега. Која ќе биде функцијата на тој центар за аутистичен спектар на адолесценти? Како е замислен да функционира? Основата ќе биде, значи она што ние го замислуваме е учење на основните животни вештини, со кои што за жал децата, тоа се веќе адолесценти, се уште не ги имаат стекнато. Најбитна пак ќе ја повторам социјализацијата. Значи сметам дека со тој центар ќе имаме можности овие адолесценти да ги вклучиме во секојдневниот живот, дали станува збор за фудбалски надпревари, театар, кино, концерти. Тоа е планот уствари да се социјализира, да се вклучат во општествениот живот на државата. Секако учењето на основните животни вештини, кои што сметам многу голем дел од тие адолесценти се уште не ги совладале. Не сметам, значи очигледно е, веќе се во нашата невладина организација многу години. Мислам дека со оваа програма што ја планираме ќе се постигне многу. И нека бидеме, она што рековте, пионери, нека бидеме пример за секоја општина да отвори ваков центар. Неопходни се. Не, еден центар не значи ништо. Бројот на адолесценти веќе е многу голем. За жал, никој од родителите не знае што со своето дете понатака. Исклучени се комплетно. И сметам дека веќе тука треба се разбуди целосно државата, локалната самоуправа. Нека почнат, нека бидеме ние некој пример за секаде, во секоја општина на Скопје, во секој град во Македонија се отвараат такви центри. Отварањето на овој центар е поддршка за родителите. Иако децата до 26 години во нашата земја се системски згрижени, во смисло може да го посетуваат образовниот процес на нашата земја, меѓутоа на слободно време на интеграција е решение преку овој центар. Така. Само така, да, дефинитивно. И во таа насока, извини Ана, што ќе те прекинам, апелот да се отвараат вакви центри во повеќе општини и самата можност да се тие услуги на дневен престој да станат достапни на локално ниво е од исклучително голема важност за секој родител на дете со попреченост. Ана, што ти недостасува? Во кој контекст? Кога го имаш Многу работи ме недостигаат. Што ти недостасува за да бидеш
родител кој што ќе може да си ги оствари своите права. Освен оваа форма на дневен центар се разбира. Во смисла на Дали поддршка од институциите што ми недостасува. Да. Искрено се радувам дека во последен период се направи навистина голем исчакор напред во смисла на развивањето на социјалните услуги, особено на локално ниво, и отварањето на овие центри пред се на центрите за нешто се тема на наш интерес во моментов, за индивидуална работа, како што веќе Весна има 3 воспоставено центри од тој тип, каде што услугата се дава на дневно ниво, меѓутоа преку индивидуална работа со детето. Во таа насока сметам дека доколку се продолжи и понатака, дека навистина со зголемувањето на бројот на даватели на услуги, на се почесто, на се локализирано, значи во рамките на општините, дека навистина ќе бидеме на добар пат. Ама ти ги добиваш услугите затоа што на некој начин си отворена и затоа што на некој начин си ги бараш остварувањето на своите права. Што би им порачала на родителите кои што можеби не се ни свесни што им следува системски, што можат да добијат, каде да се обратат? Би им порачала на сите да прашуваат. Можеби не секогаш ќе го добијат вистинскиот одговор на едно место. Можеби од едно на друго место ќе бидат насочувани, меѓутоа верувам дека со упорност на крај ќе дојдат до онаа информација која што ми е потребна. Институциите од социјалната заштита се секогаш отворени, јас барем таков печаток имам, дека се секогаш отворени да дадат соодветната насока, исто така и невладиниот сектор и здруженијата да ги насочат родителите во која насока може да ги остварат своите права или да станат корисници на одредени услуги од системот на социјалната заштита. Затоа се тука и невладините организации како такви. Всушност и на тој начин, чукајќи на таа врата, успеавме да ги прошириме сознанијата во која насока да се движиме. Кога првпат Весна не упати во Центарот за здравје на деца, ментално здравје на деца и младенци, да не го сгрешам називот. На тој начин мислам дека само отворено ако се зборува, да, јас имам проблем. Да, јас каде треба сега да се обратам, тоест не јас, индиректно јас, како семејство рековме. Моето дете има проблем. Каде треба сега да се обратам? Што сега јас треба да правам? Ако зборуваме отворено на таа тема, мислам дека многу корисни информации и насоки може да добиеме. А се додека стоиме затворени и не успеваме да го прифатиме тоа или со жалење гледаме на ситуацијата, многу потешко ќе можеме да ги оствариме тие можности, бенефитите од тие можности што во моментов ни се нудат, нели? Се надеваме дека ќе ги имаме повеќе, меѓутоа што оние што во моментот се нудат може да бидат полесно достапни доколку таа фаза на затвореност се исклучи. Го отварам ова како тема затоа што си еден од поборниците за едукација на родителите. Многу и секогаш. Да, родителот пред се треба максимално да вложи во сопствената едукација. Едукација во смисла на кој начин и како треба да пристапи кон работа со детето во домашни услови. Тоа секогаш сум го зборувала. А како што кажав и пред малку во текот на разговорот, секоја чест на стручниот кадар. Меѓутоа, ако родителот до максимум не се вложи во работата со детето, очекувањата не можеме да имаме големи очекувања дека таа функционалност на која што се целиме во периодот на адолесценцијата ќе биде голем или релативно висок. Но не само едукација во однос на своето дете, туку едукација во однос на се она што значи обкружување на детето од екосистемот околу него на некој начин. Секако се согласувам. Јас тука би го завршувала на некој начин нашиот разговор, иако верувам дека докрај дилемите секогаш ќе прогонувате зошто баш мене, дали постапувам како што треба, што после мене. Так. Сепак мислам дека на некој начин производите како Филип Циглењак ќе бидат надеж дека можеме да имаме функционална единка во оваа заедница. Се надевам дека ќе биде така. Се надевам дека ставајќи го фокусот конкретно на неговите можности и гласно говорејќи за тоа дека Филип не е само попреченост, не е само спектар. Филип се соочува реално со многу ситуации во кои што тој
не може да го достигне својот максимум, меѓутоа има и некои во кои што тој едноставно може да блесне, оние за кои што ние најгласно ќе зборуваме, на кои што највеќе ќе го ставиме фокусот, давајќи им поддршка на останатите родители, да не се во ума да го прифатат фактот дека секое дете во еден извесен сегмент од развојот може да покаже одреден талент, без разлика колку и нам во почетокот изгледа смешно или неважно да биде покажано, меѓутоа со упорност и со позитивна енергија верувам дека би можело секое дете да стане пример дека нешто лежи, некоја светла звездичка лежи длабоко по целата таа попреченост. Јас едва чекам да ги видам сликите на Филип на меѓународната конференција која што ќе се случува на 13, 14 и 15 ноември во Лимак, која што е посветена на децата со аутизам и АДХД. Верувам дека сега во дома ви е прилично жестоко дека се слика, сега сме дека исклучително возбудени, па датата се чека со неверојатна среќа и Филип е во постојано исчекување кога тоа ќе се случи. Он има големи очекувања од целиот тој настан. Он сака да каже што е ова, на што се заснова, некоја си конкретно слика баш ми кажуваше пред некој ден. Јас ќе кажам на сите што е ова, дека се тоа неговите соништа. Мене така не ми личат на соништа. Меѓутоа он едвај ја чека, со нетрпение ја чека таа можност да покаже што може. Во светот на Филип треба да се најдат многу лица кои што ќе ги купат неговите слики, за да може тој да слика и натаму, да си ги развива своите потенцијали. А се надам дека Весна вие ќе бидете патока за уште на многу родители кои што ќе успеат да бидат поддршка на своите деца и на откривање на нивните потенцијали. Се трудиме. Има. Значи има деца кои што имаат конкретни таленти, меѓутоа дел од родителите го прифаќаат, тоа дел не. Секогаш во прашање се и за некаков талент, значи треба да имаат и финансиска поддршка, сето тоа е скапо. Знам како Ана Марија се мачат, воопшто како семејство денеска едно платно да си дозволише многу, а не толку многу платна колку што има Филип. Имаме дечиња кои што покажуваат талент за музика. Мислам дека и тоа е многу значајно. Ипак треба, да го отвориме центарот, да видиме што тамо ќе откриеме, кој дете што може. Затоа што има опрема која што мислам дека ќе даде голема поддршка за сите, и музикотерапија имаме, арт-терапија, IT сектор ќе има, физкултурна сала, можам да кажам, можеби и некој дел од нив се спортисти, ќе видиме кој што талент има. Колку нови таленти допрва ќе се откријат. Колку многу, верувам во тоа. Во тој спектар на можности можеме сите ние да се вклучиме, да ги почувствуваме бенефитите. Точно. А оние кои што не следат, ќе ги поканам да дојдат во хотелот Лимак на 13, 14 и 15 ноември и да уживаат во платната на Филип, во мотивите кои што тој многу автентично ни ги пренесува и можеби ќе се обидат да имаат некој од тие платна и во своите простори. Можете да направите некој дете многу среќно. Ви благодарам за вниманието на сите, вам ви благодарам за гостувањето и се гледаме повторно. Благодарам. Се гледаме.